Ќе ја разговараме со Гордана Бешлиевска од Сдруженијето на медицински сестри, акушери и техничари. Добро утро. Добро утро. Во програма сте, се слушаме, супер. Да, се слушаме, благодарам. Недела на сестринството. Ако претходно се одбележуваше преку најразлични настани, сега што се случува? Сега се случува коронавирусот, се случува настани кои што се одвиваат на онлайн платформите. Како ќе се одбележува во Македонија, господја Бешлиевска, оваа недела на сестринството? Така, пред се многу ви благодарам на одвоениот простор и на можноста да искажеме нашата честитка по однос на Светската недела, меѓународната недела на сестринството, која што започна од 5 мај со Светскиот ден на акушерките и ќе заврши на 12 мај со одбележување Светскиот ден на медицинските сестри. Точно дека секоја година ја одбележуваме со низа на свечености, со низа на активности. Меѓутоа, рестриктивните мерки оваа година во услови на пандемија не условија, значи свечената академија да оде онлайн, за која што следите и на социјалните мрежи и на нашата веб страна на Сдруженијето на медицински сестри за нас и на Унијата на Сдруженијата, бидејќи ние сме предводници на Унијата на сите здруженија на ниво на Република Македонија. Значи, ќе се одвива онлайн свечена академија во вторник на 12 мај, кога завршува меѓународната недела на сестринството. 12 мај го прославуваме. Ова година е юбилеем, бидејќи се слави 200 години од раѓањето на Флоренс Најтингейл. Тоа е всушност и роден денот на Флоренс Најтингейл, која што е моралната свесност на нас медицинските сестри, која што уште во времето на Кримската војна со 38 доброволки, негувајќи ги војниците од Кримската војна, ги покренала условите за хигиена, ја намалила смртноста, ги внела статистиките во сестринството, била во тогашната кралска комисија, добила можност да го формира во тогашната Свети Тома болница првото училиште за медицински сестри, од каде што од тогаш па навака, значи следува и развојот на историјатот на медицинските сестри се до 30-те години во 1930 кога се основани првите училишта кај нас, па после во Слободна Македонија нашето прво училиште каде што првата медицинска сестра школована наша кај нас е Славјанка Влахчева. Сите ние овие историски личности ги славиме, кои што се многу важни за нашата сестринска професија, кои што алудирале на моралноста, на свесноста, на хуманоста, на сето оно кое што ние како медицински сестри нели треба да го имаме за да одговориме на предизвикот на нашата професија. Поведете? Господја Бешлиевска, секоја година си има одбележувањето свое мото, односно свој слоган. Кој е слоганот на Сдруженијето годинава? Ова слоганот Сдруженијето ги прогласи медицинските сестри со слоган дека ние не сме ангели, ние сме втората најубава работа после ангелите. А мотото на Светската здравствена, на Меѓународниот совет на сестри за оваа година за одбележувањето на меѓународната недела е глас што води, тоа сме ние медицинските сестри, акушерките, стоматолошките сестри, негувајќи до подобро здравје. Светската здравствена организација и Меѓународниот совет на сестри ни ја поклони и оваа година на сестрите. 2020 е годината на сестрите, каде што критично важно е, вели Светската здравствена организација, да му покажеме на светот кои се медицинските сестри и што прават медицинските сестри, и да се осигураме дека владите ќе инвестираат, значи, во севкупниот развој на медицинските сестри како витален ресурс во здравствениот систем во секоја една земја. Ајде вака, бидејќи ќе зборуваме малку за она што значи работа во време на корона и ќе зборуваме за нивото под кое што и условите под кои што работат медицинските сестри. Самата рековте СЗА, односно Светската здравствена организација ја поклони годината на медицинските сестри. Ова е година во која што веројатно најмногу се вложува во здравството, бидејќи предпоставувам дека дури и лудо е да се мисли дека претходно некои здравствени системи, барем кога се работи за државите во развој, какво што се уште е Македонија, за купување, набавка на големи количини на маски, на најосновни такви хигиенски средства, меѓутоа ќе се инвестира, јасно е дека ќе се инвестира. Дали ќе се инвестира во медицинските сестри како посебна гранка? Тоа е прашањето.
во набавки сигурно. Тоа всушност е и препораката на Светската здравствена организација. Значи инвестицијата да биде во медицинските сестри како витален ресурс во смисла, односно во насока на поддршка на медицинските сестри и акушерките, во смисла на инвестиција на тоа да на сестрите им се дозволи да одлучуваат малку повеќе и да бидат имплементирани во здравствената политика, да учествуваат во носењето на одлуките во здравствената политика. Значи тоа е еден од најважните моменти. За нас е тоа многу важно, бидејќи ние како фела, како професија во Северна Македонија, значи во овој момент ние немаме свој закон за нашата професија. И тоа е најголемата стратешка цел и најголемата статутарна цел на нашата здружение, на нашата унија. Всушност здруженијата во унијата се здружија најповеќе со таа цел. На нас ние имаме отсуство на законот. Сега кога веќе имаме отсуство на законот, се внесува прашањето колку ние учествуваме во ние измени и дополнување на законот за здравствена заштита, кој што на неколку пати значи претрпуваше на дополнување и изменување, меѓутоа во делот на членовите кај сестрите ништо не се измени и ништо не се додаде. Значи ние таму сме опишани како професија која што работи исклучително само во сменска работа. Ова е еден дел само од нашите незадоволства. Меѓутоа ние практично во секојдневието работиме во дежурства. И секоја смена до 16 часа кој што се рачуна за смена, значи во превод значи дежурство на медицинските сестри, а математиката на плаќањето на истите е врз основа на пресметка по основ на сменска работа. И тоа е многу голем абсурд, бидејќи ние со дефицитот кој што го имаме во сите здравствени институции, значи мораме да бидеме престроени и да работиме во 24 часовни дежурства. Дали тоа ќе биде во време на годишни одмори, дали тоа ќе биде во континуитет, бидејќи немаме секогаш и на дополнување на медицински сестри после одлевање природно и на било каков начин и заминување од здравствените институции, па остануваме дефицитарни. И мораме тогаш не можеме да се организираме во сменска работа. Еден е бројот на сестрите со кои треба да ги покриете смените за 24 часовна работа, а друг е начинот на кој што можете да ги покриете во дежурства. Имено постојат стандарди во здравствените институции врз основа на кои што се бројат медицинските сестри. Се бројат врз основа значи на број на кревети на едно одделение, значи на едно одделение во стационарите каде што се лежичките пациенти, на 3 до 4 пациенти треба да има една медицинска сестра. Ако е тоа одделение со 30 пациенти, значи треба да има 10 медицински сестри кои што треба значи да ги обслужуваат тие пациенти. Добро, тоа се стандардите, а во Македонија колку се? Во Македонија во моментот според некои неофицијални бројки има околу 7.500 медицински сестри, а врз основа на стандардот кој што зборува кажува дека треба да имаме 750 до 800 медицински сестри на 100.000 жители. Може да видите дека од нашата бројка на 7.500 сестри, значи ние 50% недостасуваме во овој момент. Така, и ние не сме само дефицитарни тука. Глобален е проблемот со дефицитот на медицинските сестри. Светската здравствена организација се занимава со глобални проблеми. И таа од тие причини го донесе проблемот со медицинските сестри како глобален проблем и рече дека се витален ресурс и се круцијални и е критично важно да покажеме колку се важни. Од 45 милиони на здравствени работници на целокупната земјина топка, 24-5 милиони отпаѓаат само на медицинските сестри. Може да замислите колкава е нашата улога и колку сме ние битни и застапени во целокупниот здравствен систем. Неминовно е особено што ви има пак во сите одделенија. Вие работите, медицинските сестри работат во сите одделенија. Ги има насекаде во болниците. Да, секако дека сте многу важна алка во здравството. Прашањето кое што ми се надоврзува, ако нема закони кои што ќе ја штитат медицинската сестра, ако се уште фалат некои базични услови за работа, а ние разговаравме, ако добро се сеќавам, пред година и пол, така, во една прилика со вас за овие проблеми, тогаш каде е одговорност? Кој е оној кој што треба да влезе во системот и да рече еве сега овде и овде треба да стои ова и ова? Па убаво кажавте дека пред година и пол разговаравме. Значи гласот на медицинските сестри во овој момент е Сдруженијето и Унијата. Значи ние во отсуство на закон, значи немаме и правен субјект и во отсуство на правен субјект немаме и репрезент кој што ќе учествува во тие здравствени политики. Беше потребно сестрите вака да се обединат единствени
за да ги поведат и да ги постават собствените проблеми и да понудат решенија за истите. Сега е многу важно здравствените власти да ги прифатат сите наши активности и да се инвестира во медицинските сестри, не само во инволвација на здравствената политика, туку и во нашето образование. Ние имаме проблем објективен со кој што, значи, сестрите не ни се препознаени во здравствените институции. Значи, треба да се направи една спрега меѓу Министерството за образование и Министерството за здравство. Ние се образоваме, завршуваме високи школи, завршуваме специализации, образовниот процес тоа ни го дозволува, а во здравствените институции не сме препознаени и не сме признаени. Значи, има здравствени институции каде што се признаени високите школи, има каде што не се признаени. Меѓутоа и тоа признавање ќе речам по некои различни рамки. Значи мора законот законот за професијата да ги развие правилниците и рамките врз основа на кои нашето образование комплетно со нашите интервенции ќе биде развиено во здравствените институции. Ние имаме работни задачи и интервенции кои што се милиони многу и не може на крајот на денот сите со различна професија да работиме исто, а сите да земаме различна плата. Значи тоа е далеку од сите оние европски норми и стандарди кои што кога ќе се отвори поглавието за здравството, значи нема да бидат допустливи за статусот на сестрите во здравствените институции. Значи ќе има дефиниција врз основа на која здравствените институции ќе мора да имаат одредена бројка на сестри со високо образование и тогаш здравствените власти и структури ќе бидат донесени при свршен чин да морат да ни ги признаат образование. Добро, во таа насока можеби токму тие преговорите и отварањето на поглавијата вам ќе ви решат доста од проблемите. Не знам, претпоставувам. Меѓутоа, ете како што напоменавте вие, проблемот треба да се решава преку секако разговор, а потоа имплементација за подобрување на условите во кои што работат медицинските сестри. Кога напоменав работат медицинските сестри во овие моменти, односно изминативе 2-3 месеци, не само во Македонија, туку и на глобално ниво, медицинските сестри се едни од оние кои што се најпак изложени на ризикот пандемијата, бидејќи слушаме сведоштва во кои што некои од нив напоменуваат дека толку им е отежнат животот што доаѓаат со маска, со визири, со скафандери кои што создаваат потешкоти при дишењето, па си одат дома, спијат изолирани од другите, од страв дека може да им го пренесат вирусот и повторно се враќаат на работа. Меѓутоа, еве, како што ги слушаме и во тие сведоштва, ниту една од оние кои што го сведочат велат не жалам за професијата што ја одбрав. Тоа се дел од раскажаните такви ситуации на социјалните мрежи, меѓутоа, еве, во Сдруженијето и оние приказни кои што вие ги знаете, а се од реалниот живот, каква е работата на сестринството главно во оваа борба со корона? Така, многу убаво описно кажавте, значи ние сме присната врска, ние сме почетокот и развојот комплетно на интервенцијата со пациентите и нашите ризици не се само во услови на пандемија. Ние сме на такви ризици изложени секојдневно. Институтот за јавно здравје има изработено студии врз основа на кои, значи, кажува дека и жолтицата, ајде така да се изразам за сите да ме разберат, и ред на други болести се ризикот на кој што ние сме се изложени на работните места, стресот и така понатака кои што доведуваат до разноразни професионални заболувања. Ова е веќе една ситуација на пандемија во која што, значи, мерките на безбедност се многу повисоко кренати. Вие сте сведоци, знаете дека во стартот и во почетокот на пандемијата бевме затечени во делот на заштитата и на нивото на заштита на здравствените работници, па ни се случија 250 здравствени работници заразени. Добро е што во последниот период веќе, значи, немаме искуство за заразени здравствени работници и јас искрено сакам во оваа прилика, значи, сите медицински сестри кои што беа принудени да останат дома и кои што има симптоматологијата и болеста се излекува, им посакувам побрзо да се вратат на работните места, а на сите оние кои што се како активни случаеви уште им посакувам побрзо оздравување. Така да не е едноставно во вакви ризични моменти да го објасните и предизвикот на нашата професија. Самиот почеток на триажните центри каде што се потполнува епидемиолошката анкета е веќе непознат контакт на медицинските сестри со пациентите. Од тука понатака следува и се развива интервенцијата во болниците по протоколи пропишани како што
имаат институциите каде што се третираат овие пациенти и персоналот е преструктуриран, одредени се одредени групи, одредени бројки на медицински персонал кој што нели влегува на оделењата за каде што се изолирани пациентите и во болничките соби каде што лежат и на интензивните неги, и потоа тие тимови се менуваат на една недела до 2 недели и додека овие тимови се во контакт со инфицираните пациенти со значи мерките на безбедност се многу високи. Имате право дека сета таа опрема која што се носи за време на таа 8 часовна, 12 часовна или колкава смена како што се организирани различно во сите здравствени институции не е туку така лесно и не е туку така едноставно, меѓутоа пак ќе напомнам и ќе кажам дека ние во нашата работа овие ризици ги имаме и во секојдневието се справуваме со овие ризици, меѓутоа ова е сега веќе нешто кое што никој не сме кога сме одбирале професијата не сме биле свесни дека ќе ни се случува. Всушност, оно кога ги дадовте епитетите на професијата, тоа и тоа кое што ја одликува оваа професија. Не можете, не ви дозволува хуманото и моралното што го носите во себе да се повлечете во вакви критични ситуации. Тоа хуманото што го носиме во нас, или го имате или го немате, тоа не можете да го научите. Значи, и тоа е едноставно одбирот на професијата, значи не сте го направиле случајно. Так. Многу беше тешко кога ги слушавме и кога ги споделувавме приказните и со нашите колеги од ширум Европа, каде што многу пати беа принудени на така наречена воена доктрина да одлучуваат во моментот на кого ќе му помогнат, а на кого не. Добро е што ние не дојдовме во таква ситуација. Добро е што жалосно е што имаме толкова бројка на починати, што ни се случија вакви нели бројки како што ни се случија, меѓутоа има една работа која што сакам да истакнам, дека овие 250 здравствени работници кои што се заразија, ние никош не добивме статистика дали они сите се заразија на работните места. Так, или пак статистички нели со контактите и надвор од болниците овакво им се случи тоа. Меѓутоа мерките на безбедност сега се предвидуваат посебни протоколи врз основа на кои се носи таа униформа на работните места, па после се одложува како таква, па се менува друга облека, се додека да дојдете до цивилната облека за да можете да бидете безбедни да си дојдете дома. Да. Така да Господја Бешлиевска, тука некаде да го привршуваме разговорот во утрински брифинг. Јас искрено се надевам дека следниот пат кога ќе разговараме, нема да разговараме за отежнати услови, односно за регулирано, барем поголема регулација кога е во поглед вашата работа. Не знам како се честита во поглед на она што значи недела на сестринството, меѓутоа ви посакувам и вам и на сите членови од Сдруженијето и на сите медицински сестри, акушери и техничари свој простор во оваа недела. Многу ви благодарам и јас би искористила приликата значи на сите колеги, колешки, стоматолошки сестри, акушерки, медицински сестри да им го честитам светскиот ден, светската недела, меѓународната недела на сестринството, да им ја честитам годината на сестрите, како што кажав, бидејќи ова е година на нас и да им порачам на сите да се чуваат на работните места. А сето оно што го поставивме како стратешки цели од имено Унијата и на Сдруженијето ќе го постигнеме. Ние немаме цел само да ги постигнеме фер платите за сестрите и признавањето на образованието. Ние ќе зборуваме и за нашите бенефиции, ќе зборуваме и за подместување на старосната граница, за пензионирање на нашата професија и ќе зборуваме за инвестиција во човечките ресурси, ќе зборуваме за инвестиција во обуките и во сето оно што се вика безбедност и заштита и задоволство на работните места. Едноставно мора да го вратиме достоинството на нашата професија. Тоа е основно, генерално нашата цел. Се согласувам. Затоа и оваа недела сакаме да искористиме максимално за да ги порачаме сите овие исполнувања. И да алармирате сигурно. Ви благодарам уште еднаш што се јавивте во утрински брифинг.